Драги приятели, отдавна ви се няма обратено со видео, може би неделата. Вечерва ви сакал да подборувам за светската политика сцена или глобалната, бидејќи светот се сме за многу настани, особено кога се во прашање енергетската криза која зафати Европа па и целиот свет, како и обица за започнување на глобални судири или конфликти, како сакате кажете, кои ги расипаа на и плановите на Бил Гейтс, кој сами признава дека од 2022 очекува неочекувани работи, значи се паѓат неговите планови со бактеријата и новите вируси. Зашто? Зашто на светот му се заканува воен глобален конфликт, поточно сад е како да каже човек, не е седната на две случаи, него на и отвори два фронта, едниот е со Русија, другиот е со Кина. Како аналитичар за мене, отварањето фронтот со Русија е повеќе за да се одлича вниманието на Русија од Кина, а со Кина ќе биде неминуен воен конфликт. Зошто? Бидејќи Кина економски е надмина САД, посебно кога се опраша светската трговија, 2/3 од светската трговија токму Кина ја држи. Тоа е огромна земја. Самата индустрија автомобилска и на Германија и на западните земји е токму поврзана со Кина. Кинеските инвестиции се поголеми отколку инвестициите што ги дава Светскиот меѓународен фонд или ММФ. Самиот податок дека последните 10 години Кина има дадено повеќе кредити отколку ММФ, значи Светската монетарна финансиска организација. А што се однесува до Русија, Русија е подготвена на последната крстоносна војна која ќе се води против неа, но овој пат Западот не е подготвен за оно што сака да го направи. Зошто? Вие ако земете од Наполеон Бонапарта, Првата и Втората светска војна, тоа се трите последни за мене крстоносни војни кои се водени против православието и против Русија, царска Русија. Но ова последнава што ја планираат ќе биде многу кобна, што би рекле Србиве, или може да биде смртоносно токму за Западот, за западната култура, особено за САД, која сметам за ничија земја. Зошто ничија? Таму нема еден етникум, нема народ, таму се повеќе народи и секој добар аналитичар кој познава историјата знае дека САД прво кој што денеска познаваме е благодарение на царска Русија. Ќе кажете зошто? Во граѓанската војна која се водеше помеѓу север и југ, благодарение на царска Русија која испрати топови на северот, добиена војната против југот, бидејќи југот немал време во тоа време да направи топови. Вие кога земете понатаму Ајаска е продадена од царска Русија, значи сад ја купува, Калифорнија купена, мислам, од Шпанија, Флорида и така натаму, неколку држави. Значи, на сад ќе предстои пострашен распад отколку што го доживеа Русија или пак СФРЈ. Бидејќи таму немате нација, немате и во било која војна, погледнете кај ни се сите платеници, и од тие причини во моментот Кина е буквално обиколена од бази на САД. Поточно тие бази најмногу се наоѓаат во Јапан или Јапонија, поточно кажано. Нема да верувате, 119 бази САД има во Јапонија, над 70 има во Јужна Кореја. Од тие причини многу пати им кажам дека Јапонија и Германија, кои се економски сили, не се нуклеарни, бидејќи се уште окупирани земји уште од Втората светска војна навака од САД и Западот. Значи не е случајно со тие има и
мислам нека над 17 бази и над 150.000 войници имат САД само во Германија, ако не се лажам. Значи се работи за една друга работа. И не знам колку се тие сојузници, Германија и Јапонија ќе сака да се ослободат од тој товар сигурно. И не случајно од тие причини САД во последно место НАТО сојузот сака да замени со еден друг сојуз, направи сојуз со Велика Британија, Канада, Австралија, значи Атлантскиот блок, поточно поранешните колонии и се уште некои колонии, званични, некои незванични на Велика Британија. Тука Русија се чепка на околу Украина, а Путин јасно укажа дека црвените линии на Русија се Украина и Грузија, што зборува дека Путин не се шегува. Неговата натална карта добро е познава, го проучив како личност. Мислам како аналитичар, ја. И знам како диши и кои потези ќе влече и дека нема страф од ништо, но никој роден познат во лакот на Тереза со познат во Шкорпија. Путин тоа го покажа и во чеченските војни што ги водеше како премиер. Значи ги замолча целосно, го покажа со Болшевик театар, значи кај него нема пардон. И јас не укажа и на Defender, мислам што беше разурнувачот на Велика и кралскиот разурнувач на Велика Британија, кралскиот крстарица, дека следниот пат кој ќе влезе во руските територијални води, повеќе нема да плови по ниедно море. Ово дека председател на Руската Федерација Владимир Путин е подготвен и на војна и светска ако треба, и на нуклеарна. Он убаво има кажа, но не знам колку го разбрале. Он кажа, повеќе ниедна војна нема да се води на на руска територија. Што значи тоа? Подготвен да го потреби оружјето што го има Русија или Руската Федерација, а мора да се придаде на работа дека не, само да мисли кога сум руски ориентиран, се шегувам многу пати на Фейсбук, но Русија е единствена во моментот што има хиперсонично оружје, значи страшни Аванград, Цингер, Циркон, после нивните противвоздушни системи, ПВО системи, така наречени, воздушна одбрана, кој што систем С-400, најновиот С-500, системи и ракети кои можат да ги гаѓаат сателитите, значи во случај на војна ќе бидат срушени сите војни сателити на САД, автоматски GPS-от нема да работи и војската ќе биде безпомошна. Втора работа, тука е Кина, која САД не смотрена, дека Русија не е баш во моментот најголем непријател број 1, кој што посочува до сега може би војне, но не економски, тоа е Кина, која буквално ја стави во скут САД, со тоа што ја купи чикачката брза, која најстара беда 158 години стара и многу брендирани фирми. Ја тврдам дека во моментот ќе има повеќе долари отколку САД, значи буквално економски господари со САД и плюс многу фирми на САД се во Кина. И тука не е избирен конфликт меѓу САД и Кина. И кој ќе погледам добро распоред на планетите, многу мина од вас не знае дека за секои 2 години Марсова војница на планета е ретроградна, а следната година почва некаде од 31 октомври, значи од крајот на ноември, и мислам дека трае до 13 јануари, а ќе биде во Близнаци. Значи тоа е третиот знак комуникациите, ќе биде ратоворна, ќе има воинствена реторика, но не мора да значи дека во тој период ќе започне глобалните војни конфликти. Тоа може да биде подготвителен период, значи борам за период од 31 до октомври до 13 јануари, а во првата половина на 2023 може да започне. Факт е дека се подготвуваат, инаку САД ако не се свести самата и не ја нагази топката, може многу лесно да биде избришана од картата на светот, токму од Кина. Во мои парапсихолошки истражувања што многу пати ги споменувам,
пред 10, може и 15 години веќе да има. Ја видено како добиваат нуклеарка од народ со жолта раса, но може да биде првата да биде нуклеарка, другата да биде електромагнетна бомба, бидејќи на Кина им треба земја без народ, а со електромагнетна бомба, значи нема радиација, а без струја 90% американци би почине, не се американци, сикаде, бидејќи денеска ретко некој на дрва пече или било што, сем помалите земји кај нас некаде по селата, другото се е на струја. Ви без струја не може да извадите нафта, вода, не можете ништо. Значи се е на струја. За ретко некаде има бунари, природни. Мислам, тие бунари на тие бунари исто постават електрични помпи, ретко има некој да рачно да влече кофа и така натаму. А кај е тука Македонија? Македонија исто следната година Запад, поточно САД ќе се обиде да дестабилизира заедно со Србија. Тука албанците може да бидат маша и да дојде до нивно уште 95 се го кажат, колатерална штета да бидат американска, бидејќи они на Балканот немат ни едни пријатели. Сега да се грубо однесуваат, имајќи ја за себе САД, но тоа прескапо ќе чини ако не ја нагазнат топката, бидејќи ќе дојде во прашање нивниот опстанок, кој што имаме уште напишано 95-та, кој пишува за можниот атентат на Киро Григоров. Да не дожа многу и да не, значи, само нема погрешно да ме разберете, економски светот во моментот го држи Кина, а воено Русија или поточно Путин е неконисан во моментот влата на светот, зборува на воено поле, иако и на економска Русија мора да се каже дека има последок поточно, 2/3 од природните светски ресурси, дали се упрашаја вода, дијаманти, злато, да не зборуваме за газ, нафта и така натаму. Од тие причини, годината што е пред нас, нека сум 2 до 3 години уште може да после Европската унија уште, ако не се распадне следната година, како и НАТО пактот. Во случај на било кој воен конфликт со Русија, НАТО пактот пука по сите шавови, бидејќи никој од тие помалите земји што се членки на НАТО пактот не е подготвен за војува со Русија, осим можеби Хрватска која повторно може да прати војници на руските граници кои нема дома да се вратат, кој што прати за време на Сталинградската битка или Втората светска војна. И неколку спомнав дека се работи за крстоносни војни, Наполеон Бонапарт самиот не ја напаѓа Русија, тоа се прави против нивните природни ресурси. Првата светска војна исто така. Октомвриската револуција токму за распадот на царска Русија, но се создава СССР. И Втората светска војна, тоа е една од последните крстоносни војни, иако не е последна ќе биде ова што сега случува, токму се води против Русија. И гледате, САД и Велика Британија не влегува во Втората светска војна до 1940 година, дека не го видел исходот и кога се исплачува дека Црвената армија ќе ослобода Хитлер, тогаш влегуваат и они во Германија, за заштита дел од Германија, тоа е западниот дел, затоа и Берлин поделен на повеќе области. Да, повеќе за во некоја друга прилика, на Македонија е најпаметно да се седи мирна сега, да не зафаќа ни една страна, бидејќи многу паметно ни кажа Сергеј Лавров, инаку министерот за надворешни работи на Русија, дека на Македонија не е паметно да влегува во ниеден воен сојуз, треба да биде неутрална, а кажа исто така за нас македонци, кога сме добри борци, но ни фали добро наоружување и повторно воведување на војниот рок. И неколку година ќе дојде до промена на власта, владата ќе дојде и до превремени избори, немири. Ја многу не би се радувал да сум на сето тоа и за предвремените избори на страната, да сум дел од ВМРО, иако партијски никогаш никаде не сум припаѓал, ако бев на Основачкото собрание, но ако видов кој го води и како го водел, решив мојата борба за мојата земја да се водам како особен волк или иако со ветерици кон Дон Кихот ја водам, тоа е тоа.
но Ломро допомне со Христијан Мицкоски, кој са не етнички македонец, немам ништо лично против него, но беше многу конструктивен кога се менуваше името и се. Тешко дека ќе може да освои власта, ќе биде голема абстиненција на македонскиот етникум. И ако ќе дојде тука до немири, до конфликти, а од тие конфликти ќе се роди лидерот, тоа ќе биде страшно, бидејќи и во Македонија и во Србија нема позиција и таму престојат нереди или ќе му убеди да се дестабилизират и двете земји. Но кој, што и како, никој не ради. Мои воље, мои анализи, затоа памети го да се гази топката, бидејќи неубави времења се пред нас и оно што се држиме како стап за Европската унија и НАТО, треба да знаете дека краток е векот, особено Европската унија, која пука по сите шавови. Значи, ја најмногу уште 2 години давам време опстанок на Европската унија, а не е исклучено да се случи нејзин распад и во текот на следната година. Драги пријатели, ви посакувам добра ноќ, убав сон. Поздрав на моите етнички македонци, каде и да се во светот.